Каква врска има третот и хаосот со мобилната телефонија? Епа, еве една мала куса приказна, која што ќе се обиде да го објасни тој факт. Благодарам. Па, ние воспоставивме тука една врска со помош на аудиосигнали. И аудиосигналите се во суштина може да се представат како непрекинати функции и овој еден дел од овој сигнал што го испративме, да речеме дека е од следниот облик. Ова е сигналот. Меѓутоа во преносот на сигналот воопшто не се пушта ваков сигнал преку мобилката, туку се пуштаат броеви, односно се врши дигитизација на сигналот, во која смисла, значи, наместо овој сигнал се гледаат овие вредности, 0, па потоа 4 и во суштина имаме една ваква линија која што одговара на вредностите 0, запишано со 4 бита 000, па 4010, 8 и така натаму, речеме 7 би било 0111 и така натаму. Значи, преносот на сигналите се врши во дигитална форма. Ова е само така да се наведем мал приказ. Се разбира дека ова ваква едно грубо прикажување, во суштина наместо 16 4 бита се користат посудите, дори може и повеќе да се користат. Зависно од тоа каков квалитет сакаме да пренесеме, и како што знаете, иако се пуштаат вакви дигитизирани вредности, ние сосема комотно зборуваме и се разбираме преку мобилниот телефон. Кога се пренесуваат сигналите, може да настанат проблеми од неколку вида. Може да биде слаб сигналот поради голема оддалеченост меѓу базните станици што ги користи мобилната телефонија. Може заради некои грешки што се предизвикани од хардверот. Потоа временските неприлики исто така може да влијаат во преносот на сигналот. Имате електромагнетни влијанија, космички зрачења и така натаму. Овие проблеми ги решава теоријата на кодирањето, која што овозможува некои грешки што настануваат при преносот на сигналот да бидат коригирани. Други проблеми што се јавуваат при трансмисија на сигнали е што преносот на податоците е јавен. Односно, велиме дека тие се пуштаат преку јавен канал и јасно е дека оние што ќе имаат соодветна опрема можат да ги следат и да ги прибираат, да го прибираат преносот информациите што се пуштаат. Разговорот, SMS текстот и така натаму, значи може да се прочита, со тоа се губи нивната тајност. Податоците може да се изменат, значи да се изгуби нивната автентичност и тие можат дори ненамерски да се искористат за криминални и други злонамерни цели. Овие проблеми ги решава криптологијата. Тоа е која што се состои од криптографија и криптоанализа. Криптографијата служи да изврши соодветно шифрирање, да обезбеди тајност на податоците и да обезбеди некои други криптографски заштити, а криптоанализата служи да ги анализира криптографските алатки кои што се употребуваат и да види дали тие навистина се сигурни, дали некој не може
да ги разбие нив и повторно да се изгуби сигурност. На Финки, факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, постои група истражувачи која што има обезбедено, односно има дадено повеќе алатки кои што служат за различен вид на заштити или пак за сигурност на преносот на податоците. Ние ги конструираме такви алатки за потребите на криптографијата и теоријата на кодирање со користење на својствата на алгебарските структури познати како квазигрупи. Подоцна ќе дефинираме што е тоа. Тие се добиваат значи од латински квадрати со дефинирана операција над латинскиот квадрат. А пак латинските квадрати, односно латински n квадрат е шема од n редици n колони кои се пермутации на броевите 1, 2, 2. Еве пример за латински квадрат. Латинскиот квадрат, добро, е на левата страна, речеме од ред 6 со 6 елементи, 0, 1, 2, 3, 4, 5. И ако погледнете, на секоја редица и секоја колона е пермутација од овие броеви. Ваков вид на објект, како што е латинскиот квадрат, во суштина тоа е еден комбинаторен објект. Ако ние го ограничиме, односно му ставиме дополнителни редици и колони и дефинираме операција звезда како што е на десната страна, ќе добиеме од латинскиот квадрат алгебарска структура, што ја викаме квазигрупа. Што е разликата помеѓу латински квадрат и квазигрупа? Во квазигрупата, преку ова операција звездичка, можеме да вршиме множење, ама дефинирано со латинскиот квадрат. Например, 0 звезда 0, гледаме тука 0 звезда 0, 0 звезда 0 ни дава 0. Значи, гледаме во пресекот на редицата и колоната каде што се одредите елементи. Или 3 звезда 2 ни дава 4. 5 звезда 3 ни дава 5 и така натаму. Значи, со помош на ова врамување на латинскиот квадрат со дополнителна редица и колона, во која што се поредно пишани елементите, од латинскиот квадрат, ние формиравме алгебарска структура. И ова алгебарска структура понатаму може да се користи да се дефинираат соодветни трансформации на низиот број. Значи, латинските квадрати даваат квазигрупи кои што понатаму дозволуваат да се вршат трансформации на низиот број. Еве пример како тоа се реализира. Значи, ќе прикажеме сега овде како со помош на квазигрупите можеме да извршиме трансформација на ова низа бета од броеви како што се тука наредени. Значи, користејќи квазигрупата од низата бета ќе добиеме низата бета прим. За да отпочне трансформацијата на ова низа, земаме еден така наречен лидер, еден почетен елемент и понатаму работиме на следниот начин. 0 го множиме со 1 преку оваа таблица. Ево 0 помножено со 1 дава 1. Овде е тоа прикажано, со иста боја се, 0 звезда 1 ви дава 1. Понатаму 1 звезда 0 ни дава 3. Еве го, 1 звезда и 0 е 3. Понатаму 3 звезда 2 ни дава повторно 2, 3 звезда 2 е 2 и така натаму. Според тоа, од ова низа бета добиваме низа бета прим. Велиме дека низата бета е добиена со така наречена е-трансформација, а бета прим е добиена со низата со е-трансформација од низата бета. И врз низата бета прим можеме повторно да примениме трансформација. Па да добиеме низа бета секунду. Од низата бета секунду пак можеме да извршиме трансформација, да добиеме нова низа и така натаму поред. Што се случува
ако направиме патерн од овие трансформации, овде е прикажана еден латински квадрат и го користиме него, користејќи соодветна квази група, се почнува да се трансформира една низа што се состои само од нули. Како лидери се земени само единици. И по истите правила како што наведовме претходно, редица по редица, значи кога ќе почне да се трансформира оваа низа, се добива наредната низа, па наредната, па наредната, па наредната, па наредната. И веќе се забележува дека тука се појавува некаков ред. Односно, изгледа дека се овие броеви подредени на некој начин. Значи, просто овој латински квадрат, односно квазигрупата за трансформација на низата, ви даде една ваква слика. За да може подобро да се види, наместо броеви, земене многу подолга низа од неколку стотини нули, неколку стотини единици, и броевите се прикажани со пиксели во соодветна боја. И, например, од некоја од квазигрупите ќе се добие една ваква слика. И тука гледате дека постои некаква регуларност во структурата. Во суштина, имаме повторување, погледнете го ова тука парче и ова тука. Ова парче како да е зголемено во оваа форма, а ова тука пак е зголемена форма од ова и така натаму. Значи, кога една структура самата себе се репродуцира постојано, велиме дека имаме фрактална структура, значи се добие некоја структура која што има вакви интересни карактеристики. Ако погледнеме истава низа, што сакаме да трансформираме, со исти лидери од нули, значи единици, и ако искористиме друг латински квадрат, тогаш се забележува веќе дека во појавувањето на броевите од 0 до 3 немаме некаква регуларност, некако тие се јавуваат сосема случајно. И ако повторно направиме на шемаот неколку скотици по неколку скотици низа, тогаш ќе добиеме една ваква слика, каде што повторно броевите нели се со пиксели со соодветни бои, добиваме една ваква структура која што во која што не може да се предпоставува во даден пиксел која боја ќе се појави. Велиме дека имаме некаква хаотична структура. Од овие два примери гледаме дека од едноставни структури, како што видовте латински квадрати од ред 4, што се навистина едноставни структури, ние можеме да добиеме ред или хаос. Квазигрупите што се со регуларни патерни, значи кои се во фрактален облик или ист облик се регулира постојано, се користат во теоријата на кодирање. Ние ваквите квазигрупи најдовме примерно во теоријата на кодирањето, односно за осигурување на сигурност на преносот. Квазигрупите со хаотични структури се користат за криптографски цели. Со помош на вакви квазигрупи имаме дефинирано повеќе криптографски примитиви за разни потреби, како што се хаш функции, блок шифрувачи, шифрувачи со јавен клуч, псевдо генератори на случајни броеви и така натаму. И важи една теорема дека при хаотичните структури веројатноста за појавување на одредена боја кај еден пиксел од 4 можни 1/4, и затоа фактички се добиваат такви хаотични структури. Ова претходното, значи, што го прикажавме, многу написно се разбира, покажува дека редот
во некоја структура или хаотичноста што се појавува во некоја структура, значи може да се изгенерира со едноставни алгебарски структури, многу мали и многу едноставни. Наредно и последно што сакам да кажам е дека се појави еден проблем за истражување и некако од хаосот случајно видовме дека од хаосот се добива некаков ред. Имено на прозирен лист од хартија беше отпечатена во два бита тука представена црно-бела, една ваква квази група која што дава хаотична слика. Исто така, истата беше исто отпечатена на обична хартија и беа поставени една на друга и случајно нели се помести за еден мал агол, кога се забележува за еден мал агол се помести сликата и за чудо се појавија концентрични кружици од тие два листа. И самиот овој факт, мислам, овој случајен експеримент, да речем, што не наложи, отвора проблем, како што е зошто се јавуваат кружниците? При која аголна ротација се јавуваат? Значи, ако вие малку го зголемите аголот на ротирање, тогаш нема да ти си изгубат кружниците. Прашање, значи, ако земете една фиксна точка, па едната хартија ја ротирате врз другата, зависно на положбата на таа фиксна точка, центарот на стопот кружници се менува. Каде се наоѓа тој? Како може да се најде? И дали се јавуваат и други регуларни фигури? И ако се јавуваат какви? Со вртење на листот почнуваат да се добиваат стварно некои други регуларности, но ова е еден отворен проблем за кој што немаме одговор. Тоа значи дека е еден предизвик може би за помладите истражувачи од Финкија и од други универзитети така да го решат. Па, тоа беше таа куса приказна за редот и хаосот. Сакаме да прикажеме како може, значи, да се искористат и својствата на некаква регуларност, и својствата на хаотичност, и како и навистина се користат за решавање на проблеми што се битни за сигурност на преносот на информациите, како и на заштита од разни напади што може да настанат.